Zdravo i dobrodojdovte v šte jedno video na kanalu Ti možeš. Ja sam Žaklina, trener za ličan rast i razvoj i coach pod supervizija po programata OLI. A темата на денешното видео е како да препознаеме дека сме изморени и уште поважно знаците на измореност. И ова видео повеќе се однесува на жените, на македонските жени. Ние жените се доведуваме до состојба на премореност. Не сакаме да си признаеме кога сме изморени, не знаеме да побараме помош. Често, за жал, не ги препознаваме знаците на измореност. Може да кажеме дека ако си преморен или преморена, тогаш направи нешто, одмори се. Меѓутоа не е така едноставно во животот. Ова видео е и за мажите, затоа што и мажите знаат понекогаш да се преморуваат, можеби не на ист начин и со истите обврски како жените. Можеби некои мажи ќе се пронајдат тука, ако не е така, тогаш можеби полесно ќе ги разбера своите жени и ќе можат да го препознаат уморот кај нив пред жените да бидат свесни за тоа. Знаеме да си се лажеме и да си се убедуваме себе си дека не ми е ова, не ми е тоа, па ајде уште малку, па уште ова. Иако понекогаш сме свесни дека сме изморени, не сакаме да си признаеме, се преценуваме, се истоштуваме, се туркаме себе си до некои граници кои што откако ќе ги поминеме, потоа ни треба многу повеќе време, а понекогаш, за жал, тоа завршува и со разни состојби, дијагнози, болести. И токму заради тоа да не доаѓаме во такви состојби, е битно да научиме да препознаеме дека сме изморени и да научиме да се одмориме. И уште поважно, гласно да кажеме на членовите на нашето семејство, на обкружувањето: јас сум изморена и мене ми треба одмор. Но, како што реков, никогаш не е толку едноставно и токму затоа одиме со ред. Значи, во ова видео ќе посочам 20 на карактеристики кои што ни помагаат да препознаеме дека сме изморени, кои не се на прв поглед директно поврзани со нашата премореност, меѓутоа покажуваат дека можеби сме изморени и е време да направиме краток одмор и да си посветиме време на себе. Ова го правам инспирирана од еден текст кој што го прочитав, каде што има повеќе од 24 причини. Јас ќе се задржам на оние кои што ги сметав како најбитни. Некои од нив ги споив во едно и ги прилагодив на нашето поднебје, а ќе ви оставам потоа во описот на видеото или во најавата од која книга, од кој извадок, од која авторка, па можете, ако сакате, да прочитате и повеќе. Еден од показателите на тоа дека сме уморни е нашата трка со времето. И тука јас ќе ги додадам и неспособноста да се организираме и да го изменаџираме нашето време, а уште помалку во сето тоа време да одделиме време за себе. Постојано трчаме, а имаме чувство дека никаде не стигнуваме, па понекогаш си задаваме и премногу обврски, многу повеќе од тие што можеме да ги оствариме, и на крајот, ако не ги завршиме, се чувствуваме додатно isfrusтрирани, што се разбира, некако го потиснува нашиот умор, или пак се сметаме само за неспособни, што не е вистина. Едноставно сме преморени. И таа наша потреба постојано да трчаме и да сме во трка со времето асоцира на тоа дека ни треба одмор, треба да бидеме одморени, свежи, тогаш многу полесно, побрзо и поедноставно ќе ги завршуваме врските. Со сиот тој притисок да се заврши и ова, да се направи и тоа во толку време, ваму таму, е директно поврзано со чувството на треба, на тоа дека ние постојано треба нешто. Во сета таа трка ние се фокусираме за тоа треба, ама треба ова, треба она, треба тоа и така натаму. Иако јас генерално сум против употребата на треба и мора, свесна сум дека некогаш избираме нешто да треба, потребно е да се направи како дел од еден циклус, да се направи едното за да може да се заврши и другото. Живееме обкружени со луѓе со кои имаме различни односи. Се појавува често тоа дека избираме да треба да правиме работи, да мора да правиме работи. Но до каде не води тоа? До каде ќе се водиме од тоа што треба? И апсолутно е во ред да избереме самостојно дека ова треба, ова не треба. Да си дадеме приоритети, да направиме паузи и во сето тоа треба да не заборавиме сакам и не сакам, да не дозволиме да се изгуби нашето сакам и не сакам меѓу тие треба и мора, за кои после некое време можеме да заклучиме дека нити требало, нити морало, ама ние сме биле убедени во тоа.
Една карактеристика поврзана со ова е и јас можам, и не само што можам сама, туку можам се, можам за сите, и јас знам многу македонски жени кои тоа го прават со своите синови, со своите ќерки, односно со децата, со сопрузите. Јас остави и уште една реченица во позадината е тоа јас знам најдобро. Па дури да го направи, тој нема да го направи како јас што го правам, па јас ќе треба да го поправам. И нека пробаат и членовите на нашето семејство да ги прават работите што ние генерално ги правиме. Па и нека сгрешат, па и нека не ги направат толку добро и совршено. Затоа што и ние, ако ги преземаме сите обврски на својот грб и ако постојано правиме и завршуваме и за нас и за нив, со тек на време нема да имаме сили и ќе ги правиме работите само колку да бидат направени. Да научиме и да побараме помош и да научиме дека и другите може да ги завршат дел од обврските кои обично ги завршуваме ние и можеби ќе се изненадиме колку добро го прават тоа, а понекогаш и подобро од нас, особено ако се поодморени. Ова се главно некои работи кои што ги правиме физички, секојдневно, а тоа нас не истоштува, не изморува и не доведува во некои психички состојби кои што некогаш се изразуваат и преку нашето однесување. И тука ќе споменем неколку, според текстот што го читав и според она што јас сум го доживеала од лично искуство или сум го сретнала во искуството на другите. Ве нервираат сите, ве нервираат и битни и небитни луѓе, и битни и небитни работи. Значи, во сета таа трка со времето и во сите тие обиди да направиме се и да направиме најдобро, ние сме постојано изфрустрирани и нервозни. И често може да ни се случува да не нервираат работи кои што генерално ни живот не не нервираат. Да не нервираат луѓе кои што ни се небитни. А во таква ситуација се не фрустрира, се не нервира и им даваме непотребно битност на луѓе и работи кои се небитни. Не фрустрираат дури луѓе кои воопшто не ги познаваме. Луѓе кои ќе објават статуси, ќе напишат нешто по интернет и тоа не мора ни нас да ни напишат, а ние се наоѓаме некако повикани, гневни, го прераскажуваме тоа со денови. Зошто би си го правиле тоа? А во овој контекст, воопшто, значи, не треба ни да споруваме колку многу пак не нервираат блиските. Во сите тие наши обврски, многу често може да им замериме затоа што не прават ништо, затоа што се гледаат само за себе, да не ни се допаѓа како ги прават работите, да очекуваме да завршат од нив работи кои никогаш не сме ги побарале и малку по малку се да почне да ни смета. Штом се околу не нервира, не е до се и до сите. Треба да пробаме да се одмориме пред да влеземе во некој систем во кој ќе се расправаме, ќе поправаме, ќе се оправаме со другите, наместо тоа да го направиме за себе. Може да викаме, да се истураме врз другите и врз членовите на семејството и на блиските луѓе, колегите на работа, затоа што нашата толеранција на нивното однесување е на најниско можно ниво и затоа што ние имаме потреба да кажеме колку сме всушност притиснати и мислиме дека преку тоа што ќе им викаме, ќе им повишиме тон, понекогаш ќе ги навредиме, нападнеме непотребно, дека ќе се ослободиме од тој притисок. Меѓутоа тоа не се случува и ако сме малку свесни, потоа ќе навлечеме и грижа на совест, зашто сме им викале, па ќе освестиме и колку сме нервозни, колку непотребно викаме, дури и понекогаш дека другите луѓе ќе почнат и да се оддалечуваат од нас и да не избегнуваат или пак исто така да се конфронтираат. И фактички ништо не сме направиле. Затоа, наместо да викаме, да вреѓаме, да повишуваме тон непотребно, се расправаме со луѓето, да си седнеме, си поразговараме со себе, да се одмориме малку и знаеме дека кога ние сме добро расположени, многу работи не ги забележуваме, многу работи не не допираат, не не нервираат, но кога сме преморени, кога сме во трка со времето и со себе, тогаш многу ситници не фрустрираат кои што и претходно биле дел од животот. Друга крајност на ова е да молчиме и да се повлечиме во себе, да не сакаме да зборуваме со луѓето, се однесуваме како се ни е досадно, ништо не ни е битно, не ни интересира, не не допира, а всушност од целата наша појава, реакција, од изразот на лицето, се гледа дека нешто премолчуваме, се гледа дека нешто носиме во себе, се гледа дека нешто не измачува, се гледа дека не сакаме да зборуваме, не сакаме да споделиме. Понекогаш, сето тоа наше однесување, сето тоа молчење и изразот на лицето кажува многу повеќе
отколку кога разговараме. И молчењето зборува многу, особено ако не сме луѓе кои молчиме и не можеме да скриеме што се случува со нас. И молчењето, односно немање желба, потреба да се објаснуваме со луѓето, да споделиме, е знак на некаков замор. Особено, велам, ако не сме луѓе кои се носиме така со предизвиците. Немањето желба за обични секојдневни разговори во кои луѓето споделуваат информации кои понекогаш едноставно не го пополнуваат времето и во рете да си кажеме, да се прашаме за нас, за членови од семејството, за работи кои ни се случиле, убави, неубави. Немаме трпение за тоа. Едноставно не интересира, затоа што сме преморени, затоа што тоа ни е како џабе губење време. Уште помалку имаме време за длабоки дискусии или пак да присуствуваме на некои такви средби на кои за нешто надолго и на широко се дискутира. Тоа може би професионално е потребно или приватно ќе се најде во некоја таква ситуација. Ако на таква ситуација сме многу гневни, напнати, немаме волја за тоа, може да биде показател за премореност. Исто како и немањето желба да им дадеме на другите луѓе комплименти, да ги пофалиме, да покажеме нежност, да имаме некакво трпение за нив. Кога сме веќе кај нежноста, тоа доаѓа до таму што немаме ни време, ни желба за нежност со партнерот, нити да бидеме нежни со сопствените деца или со пријателите или со родителите. Ако немаме капацитет и сила, независно колку да сме ние јаки, силни, колку да сме затворени понекогаш емотивно, сепак ни треба понекогаш да споделиме нежност, убави зборови, да поразговараме за некои теми. Тоа е во човечката природа. Што се однесува до нашиот животен ритам, показатели на премореност се проблеми со сонот, и тоа независно дали малку спиеме, па цела ноќ вртиме во главата некои мисли, планираме за утре, се можеби осудуваме себе си што не сме завршиле денес, се што не сме направиле така како што сме очекувале, што ни останало нешто за утре, па тоа го вртиме низ главата, па можеби вртиме ситуации во кои сме учествувале и патиме, просто кажано, од несоница. Знаете, кога луѓето викаат толку бев преморен што не можев ни да заспиам. Од друга страна пак може многу да спиеме по 10, 12, 15 сати и пак кога ќе станеме да се чувствуваме уморни. А може би тоа е веќе и показател на некоја блага депресија или дека едноставно сметаме дека ако се наспиеме ќе заборавиме што се не чека или што се не сме направиле. Па така бегаме во сонот. И едното и другото укажува на премореност или во најмала рака на неадекватно менаџирање со времето. Ако немаме адекватен сон и ако не знаеме да си го изменаџираме времето, ако сме постојано во трка, ние не можеме да се грижиме ни за својата исхрана. Па така уште еден показател е нашето нередовно јадење, потоа јадење брза храна, калорична храна, јадење од нога, прејадување, или пак може да заборавиме да јадеме, или да немаме апетит, или под тој притисок дури и да чувствуваме понекогаш гадење од храна. Независно, значи, дали многу јадеме, се прејадуваме, дали јадеме што стигнеме не водејќи сметка ни за време, ни за количество на храна, ни за калорична вредност, ни за штетна, нештетна, здрава, нездрава, или пак едноставно забораваме да јадеме, не јадеме, е уште еден показател на тоа дека немаме време за себе и времето го трошиме на некои други работи. Па понекогаш ни се случува и цел ден ништо во уста да не ставиме, па потоа навечер да се прејадеме, да изедеме се што ќе има во фрижидерот, како што умееме да кажеме. Сето ова ќе почне да ни се забележува на лицето, на косата, на ноктите, на тенот, на нашето физичко држење. Лицето ќе ни изгледа посвиснато, темни кругови под очите, рамената ќе ни бидат паднати, главата ќе ја држиме некако подведната, затоа што толку сме преморени, немаме сили да се исправиме, да се насмееме, да заземеме некој став, да се чувствуваме убаво, женствено, ќе немаме сила да се насмееме понекогаш. И жените кои што се многу преморени, многу посветени на својата работа, често викаат: денес се немам погледнато во огледало или немам време ни да се погледнам во огледало. Зарем тоа не е доволен показател? Не се грижиме за себе, забораваме колку се сакаме, забораваме колку сме вредни, забораваме колку ни е битно нашето здравје пред се. И се повеќе и повеќе се заглавуваме во тие кругови,
a тоа се гледа по нас, се гледа дека не се грижиме за себе. И кога веќе не се грижиме, зашто реков е показател неспиењето, нередовното јадење, се појавува уште еден знак, а тоа е немањето волја да си купиме нешто. Добро, не е битно, па јас не сум битна, па не ми треба, па не сега, немам време за тоа, немам пари за тоа, иако многу често тоа не е ни поврзано со пари или барем не со големи суми пари. Односно, парите за кои викаме дека ги немаме, ќе ги дадеме за другите членови од семејството, за да испазариме за ручек, за да купиме нешто за дома, а на последно место ставаме себе си. И во таквата трка и во таа премореност, практично каде ќе одиме? Не одиме никаде, немаме потреба и чувство да се дотеруваме, да се облечеме, а не пак тоа да го направиме за дома. Тоа е уште еден показател кога не сакаме да си дадеме нешто на себе си, да си подариме. Дали е тоа поврзано со финанси, на крајот на криштата, најмалку важно. Меѓутоа, ако секогаш финансиите ги делиме прво за дома и за сите членови и за се што треба, а за нас не останува ни многу малку, кој некогаш може да ни биде многу вредно, да испиеме едно кафе, да си купиме еден малечок подарок. Можеме тоа да го направиме. Можеби не секој ден, не секоја недела, еднаш во месецот, еднаш на 2-3 месеци. Јас познавам луѓе кои со месеци не излегле, кои со месеци не си купиле ништо за себе, кои со месеци не се облекле со радост, со задоволство. Се разбира, пред се мислам на жените. Тоа е уште еден показател дека не се грижиме за себе и многу често во таквите периоди носиме удобна, широка облека, не се грижиме многу за тоа како изгледа, дали е стара, дали нова, како ни стои, дали ни се допаѓа како изгледам. Некому можеби му е таков стилот, меѓутоа во ваквите ситуации нашата облека е најчесто прилагодена со се она што правиме. Ниски чевли за трчање, големи ташни за да натовариме се што треба по пазарите и маркетите, прилагодена облека со која ќе можеме се качуваме по автобуси, да возиме, да завршиме неколку обврски повеќе, да трчаме, да играме со децата во парк или да помагаме нешто на семејството, на другите членови и нашата гардероба постојано има намена за ние нешто да работиме и некому да помагаме. Поминува понекогаш време и тешко ќе ни биде да се препознаеме. Затоа, грижете се за себе, посветувајте си време, давајте си мали подароци, изгледајте онака како што се чувствувате убаво. Тоа не значи нити да биде шминка, нити да биде накид. Не уживаме сите во исти работи. Тоа значи само да си се допаѓате себе си така како што изгледате, па дури кога е тоа широка, комотна облека, која што не е наменета за трчање, работење, туку затоа што вам така ви се допаѓа и ви одговара. После сето тоа, нормално и логично, не сме задоволни од својот физички изглед, од појавата, се чувствуваме во многу ситуации непријатно, понекогаш ќе се освестиме како изгледаме, до каде сме дошли, но тоа е добро, ако се видиме и ако се освестиме, да не се осудуваме. И во такви ситуации сите може да дојдеме. За крај, ќе го спомнам постојаниот и константен замор за кој ние сме некако свесни и не размислуваме секогаш баш најлогично и пак, иако сме изморени, се преморуваме со правење небитни работи за небитни луѓе и потоа немаме време за оние кои ни се блиски и важни. Многу лесно тогаш потпаѓаме по тоа, ајде и мене помогнеме, ајде и за мене заврши, ајде направи ова. Немаме сили да кажеме не. Некогаш ни е полесно само да направиме нешто за другите, за да не остават намира. Ама за жал, тоа не завршува така. Ова е видео за жените, меѓутоа се трудев да биде во контекст луѓе, затоа што и едните и другите можеме да се најдеме во такви ситуации, па се надевам дека кај некого ова ќе разбуди нешто, ќе го потсети. Во извадокот што го читав, авторката вели дека ако пронајдеме само еден знак, веќе треба да преземеме нешто, а не 2, 3 или повеќе од овие знаци. Јас сепак мислам дека тоа не е баш компатибилно на нашата средина. Меѓутоа, еве нека се половина од знаците. И тоа е многу. Ако половина од овие знаци ги чувствуваме и ако тоа трае подолг период, тогаш е време да преземеме нешто. Да се погрижиме за себе, да се одмориме и да се посветиме малку повеќе време, грижа и љубов. Јас ви посакувам убав ден, ви посакувам убав одмор, ако тоа го изберете, или ако тоа ви е начин на живот, се гледаме наскоро.